Дебели сме бидејќи јадеме многу леп, е честата изрека на Штипјани. Без разлика дали е здраво да се јаде или не, анкетираните Штипјани велат дека секојдневно го конзумираат барем еднаш во денот. Месењето домашен леп е се уште традиција која се применува кај повозрасните граѓани, а младите одбираат да се служат со готов леп. Голема е дилемата кај граѓаните за избор на бел или црн леп, но според анкетираните, црниот леп содржи боја и истиот смета дека е вештачки, имајќи во предвид дека во државата има ретко сеење на рж. Колку е здраво да се јаде леп? Па би можел и не можем да кажем, али сепак треба да се јаде нешто. Па за мене зависи од лево. Днеска намалено е брашното, така да намален и леп. Па нормално дека е домашни по-здраво. Него нема кој да месе. Мажите неќат, жените уопште. Така да и немат време, сите со работа. Па убаво е. Убаво е да се јаде. Домашен. Сега има ли кој да месе леп или Има. Има дома си месеме ние. Дел од граѓаните истакнаа дека потребно е здрава исхрана и многу помалку мрсна храна, за да се нормализира телото. Треба да се намалува лебо, посебно за старите луѓе. Ние дебелееме од лебо. Овошје, зеленчук. А и малку мрсничко, да се одржи телото. Нема врска лебот. Ово што го јадете вие црнот леп, купечкиот, тоа е обоен леп. Рш нема во Македонија. Тоа е лажа. А да, убаво домашен, ама мала количина. Јас сум дебел од тоа што јадам леп многу. Повише на скоски. И си јадеме повеќе. Ја секој еден леп. И бели, црн, свина, тоа јадеме. А со секој јадење ли си јадете леп? Понекогаш без леп. Ориче нешто било, компир нешто било без леп си јадеме. Согласно со ситуацијата, во Македонија 28,4% од возрастните живеат со дебелина. Кај нас, согласно последните податоци на Институтот за јавно здравје, објавени во март годинава, дебелината кај возрастните е зголемена за 13,6%, а кај децата за 7,4%, споредбено со 1990 година.